Треба подитно да се најде решение за отворање на двете големи спортски сали во Прилеп затоа што под вакви услови нема развој на спортот. Ова е ставот на Агенцијата за млади и спорт, откако прилепските спортисти се пожалија дека со години тренираат и играат во несоодветни услови во училишни сали. Според директорот на агенцијата Наумче Мојсовски, универзална сала со која што владее јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор можела веднаш да биде отворена, затоа што проблем било само една оштетена трибина која што можела да се затвори додека се санира. Можеме да таа страна на трибината, едната трибина не функционира, нека функционира другата трибина за да може да биде во функција салата. Салата, паркетот, вециња, тоалети, собликувални, све во функција, све во одлична состојба. Зашто да стои затворена таа сала? Стигнавме до некој договор со ПУИК да таа сала се менаџира на месечно ниво и до тука застана, не знам што се случуваше. Слободно нека собрати дали градоначалникот, дали спортските клубови кои гравитираат на општина Прилеп да дојдат со едно писмо, со едно барање до мене да се уклучиме. Се надевам дека ќе почнеме и ќе најдеме разбирање во моментов од ПУИК, па понатака да го тераме тој дел. Поголем проблем било отворањето на сала Македонија, која што нема технички прием веќе 20 години и која што е во владение на јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти, која што пак е блокирано поради долгови. Оттаму писмено ни одговорија дека во моментов ја издавале салата под наем за 500 евра на некоја прилепска фирма, а што ќе се случувало со тој објект во иднина требало да одлучи владата. Од Агенцијата за млади и спорт велат дека тие предложиле неколку идеи за овие сали. На владата е да одлучи која варијанта е најдобра. Јас кажав која е најдобра, да имаме надлежност ако треба да се отворат и одделенија из цела Македонија за да се стопанисува со тие објекти, за да бидат функција и бидат во служба на спортистите, зашто ние градиме нови, а старите објекти не се заклучени. А постојат направени се од времето на ЈУ кои се во одлична кондиција. Според поставеноста на работите, клучот за отворањето на спортските сали во Прилеп е ке владата. Кога и дали има желба да се случи тоа, останува да покаже времето. Спортистите пак децидни, без сали нема напредок ниту развој на спортот.